Почитувани гледачи, добро вечер. Од мене Александар Бичеклиски, ова е трета епизода од втората сезона на платформата посветена на вистината Проверитас. Вечерва мој гостин е човекот со огромно новинарско искуство, колумнист, основач на вестникот Шпиц, претходно еден од основачите на Дневник, актуелно основач и главен и одговорен уредник на порталот Плюс Инфо, и уште многу професионални потфати за кои што ми требало уште 15 на минути да зборам само како авизо на оваа емисија. Но да скратиме и да преминеме на главното, на моје особено задоволство, бардот на македонското новинарство, Бранко Гировски. Добро вечер. Добро дојдовте Проверитас. Добре, Недев. Пред да почнеме официјално со темите кои што ќе треба да ги отвориме вечерва, ако ми дозволиш, би сакал да ги вратам малку гледачите десетина години наназад, кога бев актуелен портпарол на една политичка партија. Да. И често пати тогаш нашите ставови политички беа многу различни. Имавме нели жарна борба на политички ставови. Еднаш пренесов информација за која што вие и уште неколку луѓе тврдевте дека е невистината, лажна информација. Тоа заврши со судска разврска на која што се докажа дека јас сум пренел лажна информација. Ја користам оваа прилика, пошто прв пат дека се гледаме во некој медиум, јавно да се извинам за лажната информација која што сум ја пренел тогаш и која што ви направила одредена штета како и во професионалниот, така и во приватниот живот. Ова го правам со цел за тоа што со оглед се наоѓаме на платформа која што се вика Проверитас и се бориме за вистината и да им дадеме еден пример и на нашите помлади колеги кога некогаш грешеле доблесно и да се извинат. Уште еднаш јавно ви се извинувам. Ви благодарам. Доблесно од вас, иако тоа се заборавени приказни веќе, така што одамна. Но оставаат траги, нели? Така. Ајде на почеток, Бранко, може со Бранко да се Како не? така. Како не? Да анализираме малку актуелната состојба во Македонија. Говориме за актуелната политичка состојба надвор од она што во моментов е најактуелно од локалните избори. Што мислиш, кои се најголемите предизвици со кои што Македонија се соочува во овој момент? Како функционира актуелната влада? Дали постои стабилност во институциите? Владата која сега е на власт, да речем, извршната власт и законодавната власт има огромна поддршка од не мнозинско, туку скоро двотретинско мнозинство во парламентот. Има една, би рекол, квалитетна, стабилна програмска, може би дури на некој начин идеолошка коалиција со сегашниот партнер во власта, албански партнер во власта, што ветуваше стабилна ситуација, стабилна клима за спроведување на оние ветувања, оние реформи што беа причина поради која народот толку голем број всушност ги гласаше. Има резултати во овој период. Јас гледам сериозни напори, гледам сериозна посветеност. Има и конкретни проекти, резултати во почетокот. Има се разбира многу уште да се работи. Се надевам дека ова што е сега локалните избори ќе значи само една мала пауза, ќе продолжат активностите. Предходно изгубивме некои златни 7, па може би на тоа се додадат и оној период од 2-3 години превирања, скоро цела една деценија златна во која речи се ништо добро не се случуваше во Македонија, се одржуваше некаква макроекономска стабилност, некаква стабилократија. Тоа беше терминот во кој верувавме сите еден период, а најмногу верува странските дипломати, само да е стабилно и да е онака да ништо не се случува опасно во Македонија. Јас тогаш велев најстабилно е во Бутел, таму стварно ништо не се случува и ние скоро бевме нешто како Бутел во тој период. Мислам на гробиштата Бутел, не на општината. Локални избори да не свати некој погрешно. Но и сега има едно раздвижување, тоа е многу значајно. Ако за нешто, јас лично, например, ги поддржувам овие промени на власта, постојани последниве промени, тоа е очекувањето дека конечно ќе трнеме напред.
бидејќи имаме сериозни проблеми кои се наследени. И јас сериозно очекувам дека во периодот претходно ќе биде многу нестабилно во смисла на тоа дека ќе има и кадровски промени, и нови луѓе, и нови експерти на сите нивоа, нови проекти. Она што веќе е почнато треба да се засили, треба да добие на акселерација во стартот и очекувам тоа сега да се случува допрва, после оваа мала изборна пауза. Мислиш дека постои потенцијал во Македонија, постои потенцијал како и луѓе дека може да се направи нешто? Знаете како е, јас сакам да бидам до крај искрен, многу ме обвинуваат, а и ти самиот кажа на почетокот дека бевме еден период на прилично различни позиции. Јас нема да се извинувам, но сакам да кажам дека во еден период владата на Никола Груевски, која дојде некаде 2006 година на власт, потоа се зацврсти 2008 и владееше доста долго, да не направеше некои трагични грешки пред се самиот премиер. Ја мислам дека ќе се броја денеска сериозни резултати, бидејќи еве направиме на банална споредба. Ако во тој период се направија некаде, не знам, околу 70 километри патишта, и сега, после тоа 10 години не се направија 70 сантиметри патишта, зборувам за автопатишта, сериозни проекти, разликата е евидентна. После некаков нешто што трнало, нешто што влегло во некаков немир, во некаков креативен немир, градежништвото се подигнало, бизнисот трнало, да ти направиш пауза од 10 години и да ја доведеш земјата на работ на тотална анемија, на анемија кај што организмот буквално не мрда. Билка. Тоа е билка, да, вегетира само. Тоа беше навистина еден трагичен период. Толку ли беше девастирана состојбата според тебе, Бранко, во години? Македонија е мала држава и со кредити, како да кажам, ние сме 1.200.000, 1.300.000 луѓе, мала територија, мал бизнис, нашиот буџет од 6-7 милиарди годишно, кој нас не изгледа евра, не изгледа страшен, е смешен во суштина. И една таква економија може со 2-3 кредита годишно кои ги добивате секако, пари има многу. И имало и има, и ќе има пари за земање, за поземување. Вие можете да држите некакво ниво на стабилност, луѓето се горе-долу, така, живрука, срекни. Македонците сме домакини луѓе, не бараме многу, не сме многу захтевни, ние сме онака како шарпланинци, нели, не сме пудлици, ние сме шарпланинци, знаеме да гладуваме, знаеме да и така натаму. Така што во принцип не е нешто многу сложено се одржува. Што е сложено, што е тешко? Да се направи еден поголем исчекор напред. Верувавме во периодот на Груевската таа влада дека едно придвижување кон Европа и кон тој свет, кон западната политичка хемисфера генерално, но посебно кон Европската унија, кон НАТО, ќе ја придвижи земјата, дека ќе донесе, ако ништо друго, верувавме во еден немир што ќе донесе правда и мир, во една револуција што ќе донесе резултати. И веднаш потоа се соочивме со контрареволуција, да, контрареволуција, нема друг збор за тоа. Мирна контрареволуција, сива контрареволуција, ова беше шарена, ова револуција стана мирна контрареволуција и ништо реално не се случи. Мислам, ме прашуваш дали верувам во овие луѓе. Како да ви кажам, не треба луѓето за да владеат и за да направат нешто добро да бидат Ајнштајни или Цвајнштајни, нели? Нема потреба од сето тоа. Битно е да има малку посветеност, малку да има желба. Го гледам сега, морам да прокоментирам, не знам дали е согласно правилата, што не би било. Го гледам ќе кажам, еден од кандидатите, водечкиот кандидат на ВМРО да помене за локалните избори, и ми се допадна една реченица. Тоа ветувањата, проектите, се е окей, го пакуваат експерти, нешто тоа е видено, нешто се знае така натаму. Но човекот вели вака, мене ќе ме памтат по подземната собреканица под Лимак. Видите, емоција во прашање.
земаш власт и сега што размислуваш? После 4 години или 5, може ќе бидеш уште еднаш и после више нема да бидеш. Нема да бидеш крај, завршува приказната. И што размислуваш? Ако имаш таа емоција дека сакаш понешто да памтат, кој ќе го шеташ синот или внукот утре ќе кажеш, ова ја го направив, татко ти, дедо ти ова го направи, тоа е сериозен мотив, тоа е сериозна емоција. Кој има тоа кај луѓето, би сакал такви луѓе да преземат власта. Нека се обидат, нека се трудат, како да кажам, знаете како велевме порано, еве, ќе кажам нешто за што навистина должим извинување, можеби многу луѓе. Вака, СДСМовците, социјалдемократите, бившите комунисти беа елитата, нели? Во кафичите, од Плей до Дебар Мало, нели? Во Мровците беа небањатите, во Бритиите, не знам, према Драчево и така натаму. Тоа беше, тоа беа стереотипите што ги создававме во тоа време. И ги создававме, Бога ми, ги создаваме сите. И тие, и јарните и лошите, и сите ги правевме тие стереотипи. И сега видите, во тој стереотип има еден кој одговара на вистината, нели? Во секој стереотип има помалку вистина, да се разбереме. И вели вака, ќе му даеш на човек од 2 метра, ќе рече, ќе ископам канал од 2 метра, ќе го ископам. Ќе запне, сакам, ќе го направам, ќе го ископам, не знам, ќе тајме цевка, канализација, не знам што било што, но ќе го направи, ќе запне, прашинар, нели? Овие другите не. Ба не мрда, не се дешава ништо. И тоа е нешто што прави една драматична разлика. Кога ќе се дојде период да се цивилизираме сите, да дојдеме до едно ниво, мислам дека сите нешто ќе направиме и поврзувањето со нашите одлики како Македон, ние сме стамени, вредни, може да не сме многу паметни, креативни, но сме вредни, сакаме да и три знаеме да бидеме. Сето тоа треба да го врземе во ова и тоа треба да се одрази во политиката. Не се одразуваше еден долг период во политиката и штетите се огромни од тоа. Талентираните луѓе ни бега надвор, а сме талентирана нација. Во контекст на што предмалку го кажа, би додал на стара изрека која што често пати се користи во Чаир, велат, кога ќе почине човек, кога ја носат поворката, тоа таков израз вика полужив или е почина човекот. И сега се чудиш ако не знаеш како си од страна, вика за кои се полуживи луѓе, оние што оставиле нешто зад себе, па што нешто го говореше, што ги памтат по нешто. Ако е починат и умрет, ако не оставил ништо, никој веќе никогаш нема да го памти после погребот. Во контекст на она што го кажа, тоа е тоа како го употребуваат кај мене. Ајде сами на себе ни се наметна најбитната работа која што се случува можеби во моментов во Република Македонија, тоа се локалните избори. Јас сум 35 години ги следам сите овие работи активно во политиката, едни од пака почудни, поинтересни според мене локални избори, не заради начинот на кој што го прави тоа, да речеме ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку другите политички партии кои што дури некои големи величини како што беа во моментов си невидливи онака со својата политичка кампања. Ајде прво да проговориме каква беше улогата во предкампањата на социјалните мрежи и одредени медиуми и каква е сега во почетокот на кампањата. Ова Бранко го говорам бидејќи нели се нови времиња, нови форми на медиуми има, електронските медиуми како ги вика нели поново се еден простор каде што нели може да се има едно огромно влијание. Меѓутоа тука правилата уште не се нели има закон, уште не се наместени како што се, но што е твојата оценка каква е во предизборието и во почетокот на изборието? Како се однесуваат медиумите? Дали се на нивото на задачата која што треба да ја? Па јас секогаш ја користам секоја прилика да кажам нешто добро за колегите за медиумите во Македонија, бидејќи премногу мислиме и премногу велиме, зборуваме дека медиумите се дно дна, дека се за никаде, дека се девастирани и така натаму и така натаму. Македонските медиуми се во принцип, како и се друго, како и целата друга надградба, до потреба да ме марксистички терминели, се како и општествената база, како и општеството. Значи, нема ако се медиумите дно дна,
Ја мислам дека не се. Но ако речеме дека се, тогаш велиме дека и политиката ни е една од дна, дека и се друго ни е една од дна, бидејќи тие се реално одраз на внатре работат обични луѓе, се помалку има кадри што сакаат да бидат новинари, вистински новинари, и тие споделуваат, сакам да кажам, сите проблеми, сите општествени грижи, кризата во општеството, го споделуваат, така што тие луѓе се трудат, да си ги заработат своите плати, поголем дел од нив честно, и оние што го прават тоа нечестно, има и такви, се разбира, има инфлуенсери, има новинари, има некои величини или само наречени величини во оваа професија, кои тоа го прават нечесно, и во тој обид тие навистина се трудат. Например, јас гледам некои луѓе буквално секоја вечер зборуваат во подкасти, коментираат, имаат своја агенда, лични навреди. Нивото е лошо, неспорно е катастрофално, но што мене ме зачудува, што ме, како да кажам, хајде да речам, ме воодушевува во наводницава кажано, е што таа една огромна енергија, буквално секоја вечер, буквално за секој ден. Не се сеќавам, еден период јас пишував колумни секој ден, малечки, по 10-15 среда, и тоа го сметав за еден, како да кажам, еден мисионерски страшен голем потек. Ама потоа се уморив и тоа вже трае стално, постојано, на крајот ќе им досадиме на луѓето со нашето постојано присуство. Овде не, има еден напор и тоа може би на некој начин треба се цени, па ајде да те видам седи секоја вечер и баботи, Тоа е сериозна работа. Но, во предизборието и предходно, пред воопшто, после овие промени во власта, настапи една малку по-сериозна поларизација на македонските медиуми. Значи, ако е дозволено нешто во медиумите да е нешто што се нарекува, мислам дека вистинскиот термин на англиски јазик беше endorsement, значи определеност, окей, легитимно се определува за една или друга политичка опција. Мислам дека она што не е дозволено е медиумите кои се определуваат за една или друга политичка опција да влегуваат во меѓусебни гладиаторски битки. Сега, медиумите меѓу себе, новинарите внатре, на првите пера на пропагандата, водат битки како да се тие лидери, како да тие ќе бидат избирани. И тоа е неверојатно со каков жар го прават, тоа со каков, не знам, со една енергија која е тотално неразбелива. Има ликови, ќе спомнам еден од типот на Тричковски, например, и така натаму, кој често ме вовлекува, јас се вовлекувам. Сакам да му кажам луѓето, видите, ова што го прави човеков, тој е пропагандата на СДСМ, тој ја прави таа равенка, формула. Тој иде, како се велеше порано, на нивна сметка и таму стасува фактурата. И гледам, тоа е неверојатна енергија. Тој човек е антимакедонист, јас тоа го кажам отворено, и што и да се случи, можеме да тужи 300 пати, нема намера да се извинам за тоа, затоа што е така. Тоа го гледаат сите и тоа не е честно. Тоа не е добро, тоа не е за никого не е добро, мислам дека дури ни за него. Тоа ниво на конфликтност што се прелеа во медиумите, тоа е она што може би пречи. Инаку, велам, се е исто со медиумите, освен што сега сите се обидуваат да се прилагодат на ова ново време, каде што медиумите се атомизирани, каде што се мали, истовремено големи по производство, по продукција. Луѓето тоа често го забораваат. Знаеш, велат порталите ги навредуваат. Тие да ги прашаш, извинете, чекате вечер у 6:30-7 вести да се запознаете со вестите на денот. Телефонот, смартфонот не работи, не гледате. Видите, нема посериозните информативни портали произведуваат меѓу 100 и 200 вести дневно. Тоа е денот. Се што се случува го имаме, речи си, во реал тайм, во реално време, го имаме како информација таму. Тоа е огромна работа, има грешки, има
преземање на лажни вести, има преземање на комплетно лажни политики, вредувачки наративи или штетни и така натаму, со тоа што мораме да дозволиме. Интернетот е зона во која мора да владе известен степен на анархија и таа никогаш нема да биде регулирана до крај, бидејќи интернетот и почнува како зона на анархија, а социјалните мрежи па ептен се тоа. И сега тоа е нешто што мора да се научиме да живееме со тоа. Анархијата и во некои случаи во историјата покажала дека е добра и позитивна, па можеби тука ќе се покаже истото, но нешто се согласувам апсолутно и во тој дел дека кога она што го прави Тричковски е многу далеко од анархијата, е директно навреда, девастирање на државата, на луѓето, на сите околности, апсолутно си во право за тоа. И тоа е еден од ретките што навистина го спушта на ниво на комуникација, ќе кажеш возрастен човек кој што толку години се бавил со новинарство, си го задржи барем нели нивото на комуникација за да може да го разбере на тој што му се обраќа. Ама нели интернетот е сегашност и ние мораме да се помириме со тоа и да го искористуваме, и добро е што да не ме разбереш погресно, вака еден условно кажано повозрастен човек тоа го сватил, пошто ние како викаат повозрастните секогаш имаме проблем со тоа технологијата која не гази, како викаме младиве не ги бива ваму таму, уствари нас не гази времето е технологијата што не можеме да ги стиснеме. За мене телефонот едно време беше нели црвено и зелено само, а сега веќе без него не можеме нигде еден комуникатор и во секој случај тоа е работа која што треба да се поздрави. Хајде малце да поразговараме за какви резултати според тебе очекуваш на овие локални избори, што ќе се случи? Има нели неколку политички коалиции. Прво е да се задржиме на кампањите, поготово за градот Скопје, она што се случува во Македонија, ама да збориме прво условно кажано за секогаш викам кампусот на македонски политички партии, мене ми е многу глупо кога делиме албански и македонски. Тоа се сите македонски политички партии, ама нели кои што се ставаат одредени. Природно е поделен, да речеме. Ти рече пред малку дека ти се интересни избори. Да, за да бидам искрен, бидејќи сум ги следел сите избори. Сите, не, млада ни е државата, млада во смисла независна демократска Македонија со повеќе партиски избори, нели? И сум ги следел сите повеќе партиски избори и професионално и љубопитно како човек од првите до ќе ги следам овие, се надевам уште бидејќи ние секоја година имаме по некои избори, секоја ако не секоја втора. Тие се забавни, се согласувам, интересни, но овие избори во поглед на очекување, финалето и особено во поглед на она што ќе се случува во македонскиот политички блок и не се толку интересни, бидејќи не се возбудливи, бидејќи исходот е познат. Значи, ние тоа го знаеме, сите анкети укажуваат дека ВМРО ДПМН ќе оствари уште една голема победа, може би секако поголема од претходните локални избори, може би ќе се стаса до тоа ниво од 45 до 50 пратенци за кои проговори премиерот Мицкоски, Гранчалници се извинувам. Така што тогаш во принцип битката станува неинтересно ако имате еден доминантен, а овие другиве сите се, да речеме, слаби никаде. Она што мене искрено ме интересираше е дали во СДСМ, партијата која во претходните два изборни циклуса беше најголем лузер, апсолутен лузер, дали ќе ги искористи локалните избори да почне на некој начин да се крева од дното, од калта, буквално, или ќе продолжи да се прплка внатре. Локалните избори секоја се добра шанса за тоа. Клучно е, бидејќи, знаете,
сакали или не ќе кандидирате, појавувате нови луѓе, многу луѓе. Значи тоа се стотици кандидати за советници, за градоначалници, значи една армија луѓе, ви давате шанса да се пројави, да кажат нешто паметно, интересно, нешто што допадливо, нешто реформско, нешто можеби болно и така натаму, и луѓето да ги забележат, мислам гласачи да ги забележат, и луѓето да види го овој човек каков е, оваа жена како функционира и така натаму. Основен услов за тоа е да лидершипот да не ја киднапира кампањата. Сетете се, Петри Шилегов беше далеку од идеален градоначалник на Скопје, ама може би имаше двати проекта, може би имаше што да каже за БТР системот или за пречистителната станица, рече си готев проект во тоа време. И тоа бе неговите адути. Он имаше некакви адути во раците. Се бори, се имаше тоа, што си направил и ги вади своите адути на маса. И се знаете како е доаѓа ситуација да излегува пред и Зоран Захме ја киднапира кампањата. Не му да збори на човеков, немаше минутажа просто. Немаше минутажа, нема шанси, ти си тамо Елка, Цвечка, седиш тамо. Го има на сцената, ама тоа е декор, лампион и остои. А овој збори главниот типов зборува и опропастува партијата. Сега во ке СДСМ жал ми е, гледам истата школа. Па тоа е неверојатно. Јас сум шокиран дека дали истото на партија уште се досема. Истото, па се гледаме дека е. Сакате сега, еве, кажем пример. Знаеме дека нема анкета која не кажува кој ќе биде градоначалник на Скопје. Ама таа господја Кајашукова има право нешто да каже. Треба да излезе, може би ќе да биде симпатична, па да речеме утре не беше ова лоша господја, зошто може би утре може да се најде нешто и така натаму да работи сериозно, има експертиза за неа и реално има жената некаква експертиза што е за поздравување и така натаму. Више она нема да добие шанса да збори, затоа што партијата форсира наративи, после сите оние, како рече председателката Силјановска, после сите оние бели линии, сега им текнува да полекуваат некакви црвелени линии, да глумат патриоти. Од уста не го звадат зборот Македонија. Што беше забранет, на цена ги караше Заев министрите, може би овој го карала и него и Филипче во некоја прилика. Тоа е да се зборува како некој пат било страшно лошо и така натаму, се навлегува во наративи кои личат на национална кампања за некакви председателски, евентуално парламентарни избори, каде што лидерот треба да биде на партијата во центарот на вниманието и да не делегира внимание на другите. Овде нема ништо тоа. Ама може би се работи и за подготовка за партиски избори, по риториката која ќе користат. Еве Каја, ја спомнавте Шукова, јас пред некој ден жално изгледаше еден митинг, нивни гледав во аеродром, 30 на луѓе, говорам жално за Социјалдемократскиот сојуз, за политичка партија која што била сила, капацитет, луѓе, нели, на времето и сите тие останати работи, сега некако не ми се видливи во целата оваа кампања, дури толку длабоко на моменти размислувам, може би ке делови ова сурово што ќе го кажам, дури и размислувам дали и како ќе го преживее овој изборен циклус Социјалдемократскиот сојуз. Може ли да му се случи и тако некој тотално фијаско да не биде веќе битен политички фактор во Република Македонија? Па, Социјалдемократскиот сојуз во моментот веќе е според сите анкети трета политичка сила, значи не е втора. Но опасноста е да стане трета политичка сила во македонскиот политички блок, кампус. И тоа не е добро не само за Социјалдемократскиот сојуз, тоа не е добро за Македонија генерално. Сега може би некој тоа нема да му се допадне, нема да го разбере така натаму, меѓутоа нема демократија ако нема малку баланс, ако нема добра битка. Тоа е како да гледате боксерски меч и сега ти, окей, влегуе Майк Тајсон у прва рунда, ама сега ние платили да гледаме едно 5-6 рунди бар, ако може 10 идеално. У 14 од 15 рунди нокаут, премија. Овој влага, по втора секунда го акне, овој легне на земја и
Ти викаш, сега убава пари што сме дали, нема утакмица, нема ова. Треба да има надпревар. Баш така, треба да има коректна опозиција, квалитетна, која што да, ќе биде коректив на власта. Така и СДСМ паѓа некаде, оди некаде каде што видите, ја го знам тој механизам, тие луѓе ги знам. Ја искам да бидам искрен, не ги знам луѓето во ВМРО, да помене. Сега отприлика учам како функционира таа партија, гледам повнимателно, анализирам и така натаму. Но СДСМ знам, ги знам луѓето. И са мене ме прашуваат пријатели, голем дел од моите пријатели се луѓе кои се инклинирале, гласале од едно друго милие се, нели, политичко милие. И вика, добро, сега кој? И јас се доведам во една катастрофална ситуација која што ја прво не ги знам добар дел од овие луѓе кои се сега внатре во партијата, на власт зборам во партијата. А па викат кој да дојде? Поима немам. И тоа не е добро да се каже. Бидејќи имам поима кои се надпреварувачите, претендентите, со добро, со арно, со лошо, со местење, со лактење, но ги знаеме претендентите кои се речеме во ВМРО да помене. Ги знаеме во левица ако сакате, претендентите, оние што сакат сега да фатат ово, оне. Претендентите треба да бидат видливи. Сам рече, треба видливи. Овие луѓе не им се дава можност да бидат невидливи. Кога почнувавме, договаравме овој разговор, се појавува Заев од некаде. Демантира нешто таму. Заев треба да ќути на избориве. Тој не смее да се појавува, нека си дреме Дубај на јахта и кај сака нека. Ние сега објавуваме ова. Па таков подарок за ВМРО да помене да се појави Заев и нешто да мудрува лузерот Заев во овие избори, па таков подарок ја не знам, па има ли на Бикачка некои, како да кажам, некои PR тим, некои експерти, некои луѓе што прават, што ги советуваат како се однесуваат према, како да зборуваат ако веќе не прават ништо, барем да оно што го зборат да биде коректно. И ја гледам дека таму едно општо распаѓање, општа аномија и пак ќе кажам, тоа е нешто што мене ме растажува, не ме радува. Затоа што во политиката нема празен простор. Ако се ослободи еден простор, некој друг ќе го засеме, можеби некоја радикална странка, можеби некаква фракција, можеби некоја друга партија. Имаше оби да се прави партија сега од некои инсталати на Радмила Шекеринска, нели, тука да се направи партија. И сега можеби тоа ќе успее, нели? Ама тоа е се само раздробување на тоа на едногласност и луѓето ќе се доразочараат. Јас мислев дека нови избори ќе речат за самоците добро, запираме, до тука грешевме, ова што сега они се вадат на националната агенда предходно, требаше да се случи порано, сега не е време за тоа. Тоа истото ме плаши, да бидам искрен, и во битката во албанскиот политички блок. Така говориме за тоа, Така што овде кај СДСМ тоа е трагично. Ја очекував искрено во еден период левица како сила во надоаѓање. Таа е на наша автентична, да речем, радикална странка. Да не ме разберат погрешно. Радикална странка, таква е по својата природа. Лево радикална странка, да речеме. Мисля дека повеќе, меѓутоа не може само со реактивни наративи, со да се настапи, мора се излезе со нешто. И овој пех што им се случи, што они сега немаат пристап до државни пари во кампањата, исто така ќе се случи, ќе им се одрази на некој начин. Нели они кукаат, сите кукаме сега, тоа е цензура, не е цензура, тоа е грешка. Грешка на која ние дел на групата онлайн медиумите предупредувавме, баравме да се сменат многу нешта во тој изборен закон, кој е outdated, кој е стар, кој е барок. Јас го проучував тогаш, но се снајдеш во тој закон, тоа е чудо, затоа го викат законник, нели, законник или што друго закон, ама ова е стварно хаотичен. И сфатив дека има страшни грешки. Баравме, меѓутоа едни од луѓето што не беа спремни да ги отвараат тие прашања беа и луѓето од левица. Ако ги отвориме, нема постигнеме консензус. За некои работи требаше да се постигне консензус. Еве ова прашањето. Бумерангот се врати назад на левица. Добро, имаат некоја агресивна кампања, јас не видов и програм, да ви видам искрен.
што ќе направат доколку би станале, нели, доколку би добиле градоначалник или совет. Ајде да се свртиме на што почна ти да го говориш за состојбите во изборите во албанскиот кампус. Јас сум чеченец, потекнал од Чаир. Но тоа кај мене ќе има, така велат на уличен жаргон, вика кај вас во Чаир, вика има Ел Класико, нели она во фудбал, како го вика. Да, дерби. Бујар Османи и Изет Меджити. Кажете ми, што очекуваш, Бранко, каква кампања се води во овој албанскиот кампус и што се твоите предвидувања, што ќе се случи на крајот на изборите, негде после 3 ноември? Да се предвидува е тешко. Ќе почнам од вториот дел од прашањето и очекувам крајно неизвестна битка. Мислам дека и официјално беше кажано од представник на коалицијата вреди дека тие ќе го сметаат за победа и тоа сериозна победа ако освојат еден градоначалник повеќе. Гледам расположение повеќе ќе дуи да бројат гласови за советничките листи. Тоа е реферирање на парламентарни избори, да се преброиме со гласовите. Ќе видиме како ќе испадне, голема е битката. Она што мене ме разочара, ама сериозно ме разочара, посебно ме разочара кај Али Ахмети и кај Бујар Османи. Кај Бујар имаше такви назнаки уште пред кампањата, кога беше уште министр за дворешни работи, кога велеше ако ние не прифатиме бугари во устав ова, она и така натаму ќе дојде до тензии, меѓуетнички тензии и така натаму. Имавме тука некои полемики, расправи и со мене и така на таа тема. Искрено мисля дека тоа ќе заврши на неговата потреба да укнижи еден поен како министер. Меѓутоа еве го сега како началник, еве се истата реторика и толку е таа засилена реторика, ти мислам како да ја разбирам таа приказна УЧК, разбирам тоа да се покажува кој бил командант 2001 година и кој пукал од, не знам, кој убивал луѓе. Ако е тоа нешто за фалење, ја никога, за мене таа војна никогаш нема да биде ништо честно. Бидејќи таа беше нечестна војна, таа беше војна што не требаше да се случи, беше продуцирана за да дојде до промена на номенклатурата на власта. Имено ДУИ, како една парамилитарна структура, да стане после владител и политичка партија, се командантите стана политичари преку ноќ, нели тоа? Тоа беше поентата, да се смени номенклатурата. Тоа беше целата приказна за која се жртвуваше мир и многу луѓе во Македонија, мислам околу 500 жртви или не знам колку имаше во тој конфликт. Сега тоа вие да правите приказна. Поколку некој што имал 20 години што не учествувал во истата говорност за Бујар Османи, да правиш приказна, така е. малку смешно. Пазете, еден, сам како да кажам, доктор, фин човек, по принцип, цивилизиран. Сме имале многу убави муавети. Кога не сме согласувале, сме имале коректни дебати, вака тет-а-тет, што се вели за овие чувствителни прашања. Па еден Али Ахмети, ја ќе бидам, сум го кажал, мислам во една прилика, така бидам индискретен, дека во една прилика некаде 19-та година или 20-та, можеби, кога бев на средба кај него во Мала Речица, нешто како ручек, нели, и со Артан Груби беше постојано со него заедно, нели, придружувач. Зборувавме за овие прашања и за надворешна политички прашања. Тогаш беше прашањето ЕУ и ова и така натаму. И мене лично ми кажа, го молам да ме демантира ако ова, меѓутоа има многу мани, една немам, не лажам. Една немам, ја зборам вистината. Ми рече, ние тоа прашање со бугарите конкретно ќе оставиме да го решавате вие македонците, пресудно ќе биде вашето, бидејќи вас ве поли. Ние имаме проблем со бугарите, немат албанците. Со нив директно. Ние имаме некакви идентитетски вакви такви спорови. Од тој момент, или тие со нас, но немат албанците. Од тој момент да дојдеме до ситуација да се убедуваме во нешто сосема спротивно и сега да дојдеме до оваа реторика, сега каде што да се каже
де факто се кажа така. Ако ништо не биде, македонци, албанците ќе се одат со Албанија, македонците со Бугарија. Друже, ти може ќе сакаш да одиш. Треба да му се каже отворено. Ако албанците одат со Албанија, нека одат во ред, нема ништо спорно. Иако не мислам дека Али е тој што решава кај ќе одат албанците. И долгорочно не е тој што решава. Ако ништо друго и него го газат годините и ќе дојде нова генерација, ќе чекај бе. Кај ќе одиме, не е време за одење, да се пакуваме се, не е време за такви некои големи мегали проекти, нели? Меѓутоа, окей, ако решите се ода, тоа за македонците, валјда ние решаваме македонците. Да. Дали кај ќе одиме? Дали ќе одиме со бугарите, дали ќе се останеме сами на своето, како што, например, ја посакувам, некој може би ќе ќе одиме со србите, некој ќе одиме со грците, ама ние решаваме. Никако не решава некој друг. И тоа е една крајна непристойност. Како што е непристойност, јас се шокирав кога зборуваше она за кога поено Мицкоски, немој се загари да одиш на лов на орли. Тоа е прво нешто е навреда на Мицкоски. Не е навреда на Мицкоски. Не е навреда дури ни на луѓето од Вреди, кои ги нарекува загари. Ама не е голема навреда. Тоа е навреда на албанците генерално, затоа што орелот е символ на албанците, нели? Албанците иначе мако сум учил 6 месеци албански јазик, па знам, мислам тоа треба да го знае секој од како општа култура. Шчиптарет значи деца на орелот. Така. Тоа значи луѓе на орелот. Шчиптаре е така како што албанците сами себе се нарекуваа, ние не ги нарекуваме за да не се свати погрешно, нели, но тие сами себе се нарекуваат. Зашто? Затоа што орелот е прекрасен символ. Нешто што значува и храброст, и смелост, широк поглед, широкоградост. Никој не лови орли, човече. Никој не лови орли. Никој. Орлот е предаторот. Орлот е горе ова. Тоа е навреда за албанците генерално. И сега во една таква кампања да се ваде и ваква реторика е трагично. Ја мислам дека нема овој пат ќе се покаже дека нема да има голем успех таа реторика. Мобилизацијата на терен да. Ја гледам може да создадат некои проблеми, дестабилизација одредена, да има локална, генерална од оваа реторика. Да, може, но тоа нема да заврши со никакви големи драми, затоа што ако ништо друго за прашањето на онаа голема жртва што се даде од македонска страна, а тоа што го сменивме официјалното име наша држава, повторувам официјалното, не историското име, е тоа што сега сме членка на НАТО и јас тешко ми е да замислам дека некој ќе дозволи, ќе ги мотивира албанците од страната, тие секогаш биле мотивирани 2001 и така натаму, тие се чували на најверниот сојузник, така се рекламираа на американците, бе албанците. Тоа што сега го изгубија стратешкото партнерство, тоа е голем проблем за политичката елита на албанците. Многу косовари се несрекни. Многу се несрекни поради таа глупост што се случи. Но, викам, тешко ми е замислам дека некој рече, ајбе да правиме пак да правиме Белај, да правиме гужва, пак во таа Македонија, зошто? Што се случува? Така што мислам дека тоа сепак ќе биде балон кој ќе се издиши брзо после изборите, но ќе остави трага. Тоа е за битка меѓу албанците самите. Дали мислиш дека после овие избори ќе дојде политичкиот крај на Али Ахмети како прв човек на Демократската унија за интеграција? Бидејќи информациите говорат не само покрај тоа што се они во длабока криза како политичка партија што изгубија власта, туку веќе и во самата политичка партија првпат кај нив се појавуваат многу крила кои што веќе едни со други условно кажано не може да се поднесува. Во минатото знаеш, бранко на неколку пати се имаше случувано во таа политичка партија, дури и на политички состаноци да се убиваат меѓу себе, да се употребува оружје. Прашањето ми е во тој контекст. Дуи секогаш беше партија на команданти. Значи, имаше некогаш 10, 11, 12 мокни ликови
распоредени из регионите во Македонија и она што беше Али Ахмети, што сите му го признаваа, како мудрост, како вештина е тоа што успеваше да ги обедини сите тие како една моќна сила, која потоа ја јакнеше својата политичка моќ претежно на база на клиентелизмот. Значи, зашто е да им моќна? Тоа што ги вработува нашите, вработува луѓе, взема тендери, мендери и така натаму. И тоа до овој момент, без оглед што вреди е година и нешто во коалиција со ВМРО да помане, тоа се уште функционира на локално ниво, тamo кај што дуе на власти и кај што се уште ги има фатено конците. Вклучително и во правосудството и во некои други сериозни области. Така што тоа е така. И сега, прашањето е, ако се наметне еден Бујар Османи, например, кој сите гледаме него како лик, кој би сакал да биде, кој може би сакал да биде на место лидерот, ако се наметне, ако сака да извојува таа битка, може да ја добие, но треба да ја покаже моќта и силата и вештината на Али Ахмети, од која луѓето нема тешко да се откажат. Ја мислам дека за мир во куќа, во Дуи, Али Ахмети нам подмишка вака ќе го носат уште долго време, ќе го чуваат за лидер, ако тој им обезбедува мир во куќа. И обстанок на некој начин. Но, ако дојде прашање ден, мислам дека ќе дојде ден да се бара одговорност, некој тамо да рече, чекај се, кој е виновен за тоа што немаме баш успеси, нели, во ова. Ќе видиме велам овие локални избори. Ја мислам дека главниот пресвртен момент за во албанскиот блок нема да бидат локални избори сега, ќе бидат следните парламентарни избори, се надевам во редовен термин. Но ако кога ќе дојде моментот да се праша кој е крив, што е вака работата, Али Ахмети е тој што ќе мора да ја преземе одговорноста. Прстот ќе биде вперен кон него. Апсолутно, прстот ќе биде вперен кон него. Лично мислам дека тој момент не е дојден и особено што главниот претендент, нели, неговиот најблизок пријател Артан Груби не е во земјата, тој е бегалец, велат во Албанија, не знам кај точно јас. Треба прашаме Филип ли нешто као комуницирал нешто тоа. Да, имаше информација. Може би он треба да ни каже кој е кај. Не е битно. Не е тука и еден празен простор стои во едно празно столче седи. И ако го чувме, нели, скандирањата Артан Груби, ги слушавме на конвенцијата, и тоа беше порака до Бујар Османи. Така што не е онака розово све како што изгледа внатре во Дуи, дали ќе се одрази тоа на локалните избори, не затоа што битката веќе е при крај. Одлучена е битката, само што ние не знаеме точно како е одлучена. Како ќе заврши тоа на трети. Како ќе заврши на крај. Но веројатно во периодот претходно ќе продолжи битката внатре во албанскиот блок и многу зависи на која со кого ќе коалицира и со кога дали своето стратешко партнерство, односно, ајде го речеме, тактичко партнерство со вреди, ВМРО ДПМ ќе го произведе во стратешко партнерство, како што ја мислам дека ќе се случи. Дај Боже. Еве, сами отвори темата со спомнувањето на Бујар Османи како човек кој што нели бил и министер за надворешни работи на Република Македонија. Ти важиш пака за еден од најголемите познавачи на меѓународната политика на овие простори. Кажи ми ја, која е во моментов нашата позиционираност на Македонија во светската политика со доаѓањето на новата влада во Република Македонија, со одредени промени кои што се случи глобално, светски земјотреси, одредени политички, што се случи. Каде сме во моментов ние на меѓународната карта, на меѓународната сцена во овој момент Македонија? Па не сме да искрено, да кажам, многу видливи, што во вакви околности не е хендикеп, туку може би да е добра страна. На тие што се многу видливи летаат дронови сега, и авионите не можат да полетаат и настануваат проблеми. Ние сме поврзани и остануваме доследни, така ќе биде во иднина, без оглед како ќе се случуваат. Прво, ние сме географски дел од Европа, економски сме врзани со најмокните, пред се со Германија, најмокните европски држави. И ние, за жал, ја споделуваме кризата која сега се случила во Европа
бидејќи производ на падот на биполарноста во светот, создавањето на овој мултиполарен свет, главниот производ е всушност падот на Европа во овој момент. Европа е во секаква криза во последните можеби десетина години, а највидливо од почетокот на војната Украина. Таа е во економска криза, таа е во енергетска криза, таа е во страшна технолошка криза. Пазите, нема ни една компанија која развива artificial intelligence, вештачка интелигенција, која е европска. Ни една нема. Ни една. Нема. Гледам тоа, јас сум фан на тоа. Не постои такво нешто. Не постои. Нешто има во Холандија, мислам, некакви стартапи или тие користат, да, ама нема сите се или американски, или кинески, или од други земји во развој. Европа не е во развој. Европа е во имигрантска криза, главните градови горадат од протести, нон-стоп, и најлошо од се, односно, ако гледаме за нас може би добро, е што се растура во овој момент архитектурата на Европската Унија, бидејќи станува невозможно за клучните прашања што ја мачат Европската Унија да се решава со консензус и со употреба на правото на вето. Станува невозможно и не е случајно. Јас ова пишував неколку пати, ме смета на почетокот не шарлатан, несериозен, така ме навредуваа некои од критичарите, дека јас зборувам дека начинот на, иако за тоа не е нова дебата во Европска Унија. Со години се расправа за тоа, ама на некои пониски нива. Дека ова архитектура не може да се одржи. Не може 26-27 членки, утре 30 може би ќе станат да одлучуваат консензус за секое прашање. Тоа е абсурдно, тоа е нешто што е невозможно. И денеска, кога треба се решава да за тешки милиарди да одат за Украина, Европа се вооружува, да се прекине испорака користење на руски газ, што, например, најмалку две европски земји ќе ги фрли на колена комплетно. Словачка и Унгарија. Тоа е катастрофа. Како за тие работи ќе се одлучува со консензус. И сега доаѓаме ситуација да Урсула фон дер Лајен, не било кој, печателката на европската влада, премиерката на Европа, на наводници, вели ние мораме да најдеме начин за некои прашања да се одлучува со квалификувано, за некој вака, за некој така. Тоа станува тема на денот. За нас е особено важна, бидејќи прашањето на проширување на Европската Унија мора исто така да се решава без политика на вето, особено без политика на вето за прашања кои не се битни, кои не се поврзани со копенхашките критериуми и така натаму, она што нас не мачи. Бидејќи она што Софија го наметнува како спор кон нас, кон Скопје, нема апсолутно никаква врска со, жовијално кажам, со живот, со некаква нормалност. Што е битно? Зошто би било битно што е Гоце Делчев и зашто се определувал? Што би било битно? Ние знаеме што е, словенци тоа го постојат. Не бил за Македонија, не бил ова, тој бил ова, има цели приказни теории. Океј, можеме да расправаме. Историчарите ќе се забавлjaат следните 100 години на тоа прашање. Но што е тоа битно дали ние за нашиот влез во Европска Унија? Зошто е тоа важно? Тоа не може да биде прашање за кое ќе се решава со вето, како и низа други прашања кои се од животно значење за Унијата, бидејќи можеби утре ќе се испостави како значено и веќе е значено да целиот Балкан, целиот Западен Балкан регион биде дел од Европската Унија заради стратешките интереси на Западот. Арно ама, пак ќе речам, во моментот во Европа има поголема мака, веќе малку мислат на Западниот Балкан, помалку мислат овие бриселскиве бирократи, некои ги радаче бриселјаци, нели, тој убав израз за нив. Тие мислат бриселјаци, ама овие главните са Макрон да го мисли тоа прашање, гори Франција, или во Германија да мислат да пропаѓа, страшно, се пропаѓа цела автомобилска индустрија на Германија, се случуваат драми, и сега они нема друга работа што да мислат, ќе мислат како ова ќе биде така. Имаат меѓу себе имаат страшни кавги, така што мислам дека нашите напори, односно напорите на владата
Јас и ти ништо не се напињаме околу тоа прашање многу. Не сме слободни уметници, да речем, ама напорите на владата, на министрите, да некако го обнова диалогот. Видливе со од македонска страна, што е коректно, што е со Софија, ке коинцидираат со промените во Европската унија, кои неизбежно ќе се случат. Го конвертирам тој потек, сакам некој да ми рече утре, после година, 2-3, беше шарлатан. Не, никој нема да стаса до 2030 година, тоа се приказни за мали деца. Ова никој нема да стаса и нема зашто да стаса. На крајот на денот, ако продолжи да пропаѓа Европа, не само ние претендентите, туку и самите европски држави ќе почнат да размислуваат да ја напуштат Европската унија. Вака или така, едно радикално мало вакво такво движење почна во Словенија. Нели имаше Брекзит, имаме СЛО, како се викаше, да, и Словенија, па во Германија трета партија, втора Линке, како се викаше, АФД, да. АФД, втора трета политичка партија. Така што опасна крајна десница. Зашто мора да бидеме ние во оваков блесав брак, нели, како велат, подобро добар развод од лош брак. Во секој случај, да. Така добро, да мора да бидеме заедно, ако не можеме да издржиме или ако пропагаме заедно, се влечеме ни со други. Така. Но да бидеме оптимисти, да веруваме дека и во овој мултиполарен свет, генерално стратешки мултиполарниот свет ќе биде по-пријателски настроен кон помалите. И ние можеме да најдеме сојузници, можеме да најдеме инвеститори, фирми заинтересирани, компании, држави и така натаму, и треба се прилагодуваме на новите реалности. Тоа било, како да кажем, тоа било македонска судбина секогаш. Ние луѓето забораваа дека и во времето на Киро Глигоров на почетокот, нели, на 90-тите години, па и некаде скоро до пред 2000-та година, секој се водеше овдека внимание да ајде да видиме да имаме добри односи со Русија. Добро, ние сакаме Запад, ама да бидеме добри со русите. Па не знам, последна епизода со Тајван, ајде ги оправиме со кинезите, односите и така натаму. Тоа е нормално. Државите меѓу треба сработуваат, не може се ние, како што се фативме со замисли утре ќе рече Европска унија, ние ќе пратиме војска сега да гине во Украина. Милановиќ вели, Хрвати нема да идат. Токму тоа ми беше... А ние правиле ќе идеме таму сега. Токму и тоа ми беше едно прашање што вака во тој контекст сакав да ти го поставам. Секогаш ние во Македонија се делиме, нели, на црвени и плави, дури како беа уште во СВОЗ за русите, за американците, како вика дури во филмови употребувани фрази. Сега тоа се случува во Македонија кога говориме ние како обични луѓе за меѓународна политика. Многу ме интересира твоето мислење. Што мислиш, како ќе се развие ситуацијата во руско-украинскиот конфликт и особено она што се случува во Израел и Газа, нешто што ја преокупира и нашиот простор овдека, дури има луѓе едните се за едни, едните за други. Знаеме дека има сериозни поместувања во овој дел од светот, а кој не е и така далеко од Македонија. Така е, што се однесе до конфликтот на Газа, мислам дека ќе се врши сериозен притисок да се прифати новиот американски план, нели? Хамас го прифати. И сега гледам изделци да нас не одговара, сега не ви одговара, ама таму веќе станува збор за сериозна хуманитарна катастрофа, за една тотално неодржлива ситуација. Да. Решение може да се најде со многу пари, направени се огромни разрушувања. Ја мислам дека самата Газа, прашање колку ќе биде уопште може да се живее таму во тој мал простор, прека како Скопската котлина. Колку 3 милиони внатре имаше. Па најмалку 2, колку што знам. Регуларни 2, да. Регуларни, да. И тоа е многу население. Практично дали може таму се живее. Но да речем дека има решение. За војната во Украина се додека цело време размислам дали ова што го прави Трамп, неговата топло-ладно политика е последица на неговите хирови,
Трамп е хилядник човек, да се разбереме. Може да го сакате, може да го не го сакате, има луѓе што го обожаваат и луѓе што го мразат, така натаму. Немаш Ја немам таков рамнодушен, не можеш да бидеш према него. него. Не можеш да бидеш рамнодушен, не можеш да не ги видиш неговите хирови, хировите политики. Но прашањето е дали ова е политика на хирови или е можеби нешто подлабоко позади. И помислувам дека можеби во потекстот на ова негова политика на промени, те ги ќе запнае да се направи мир, потоа ќе заврти на украинците, па ќе ја подбуцне Европа, ај се и вие малку таму те па и да се расправајте се. Мислам дека во потекстот следи еден страф и една можеби реалност од како да се спречи нуклеарен конфликт и како она што беше прокси војна, конфликтот во Украина е прокси војна меѓу Русија и НАТО и Бајденовата администрација и Америка. Токму така. И така почна, да се разбереме, тоа не е вистинска војна, не е таму, тоа е провоцирана. Прокси војна, лажно. Други се актерите во позадината и така натаму. Што ако е уште така? И што ако сега се со оваа технологија на војување, каде што ти можеш да дигнеш 3 дрона и направиш хаос некаде, каде што не се знае точно кој може да го притисне на клучното копче, црвено копче, како тоа веќе функционира и да опали на нуклеарна ракета некаде, со краток стен дострел. Па, може би нема да биде толку. Може би има, сега се зборува за тактичко војување со нуклеарно оружје. Делува страшно, делува глупови, така натаму. Меѓутоа, може би се бара чаре. Може би на крај целата приказна сепак да заврши со клучниот детант, со клучното помирување, но со воспоставување на рамнотежа на стравот меѓу главните актери, а тоа се американците и русите. Нели? Па овие наши македонци што стално едни се за Руси, други за Америка, па на крај диспрнат право кај нас е тоа национален спорт, сите се разбираат во геополитика и ја лапрдам, лупетам главно и така натаму, читам нешто ова, не сум далеко, меѓутоа читам барем попаметни луѓе кои се сомневаат дека можеби ова е подготовка за нешто поважно. Да се потсетиме, пред да се растори оваа рамнотежа, овој биполарен свет, тој од некаде од почетокот на студената војна до 80-тите години на минатиот век, значи добри 20-30 години е подготвуван детантот и политиката на како да се стави капаче на конзервите во кои се наоѓаат нуклеарните ракети. Тоа е целиот детант, суштината, како се избегне Трета светска војна и да се запре. Направен е систем кој потоа бесмислено, ненормално, неодговорно се руши, главно после 2010 година и најмногу во годините последни на Бајденовата администрација, асистира Европа која не е ни трета, која не е ни нуклеарна сила во вистинска смисла на зборот. И сега како да се воспостави повторно стараната рамнотежа, бидејќи, како да кажам, нема победиви фактори. Ако кажем Русија не победива, ти кажи Америка не победива, некој ќе каже Украина не победива. Се големи држави, со големи ресурси, големи територии. Прегазише на Русија, два пати е прегазена историски, до Москва. Два пати е Москва палена, и од Наполеон, и од Втора светска војна. Тука не можела понатаму да се... И после што? И после што? Нели? Тајга 20.000 километри. И после. Одиш. Добро. Така што тешко ќе би да се затвори тој конфликт, но може би има некој посериозен план во позадината. Дали мислиш, ми отвори една дилема, дали ќе видиме конечно мир на овие невралгични точки наскоро? Или сепак да речеме, што знам, Хантингтон беше во право кога говореше за судирот на цивилизации? Не, нема да видиме мир. Значи, траен мир веќе нема да видиме. Прашање дали ќе видиме рамнотежа на стравот, го потребувам тој термин, бидејќи тој е во основата на реал политиката како дискурс. Многу луѓе го мразат, веќе застапник на тој дискурс кај нас, тој ни нанел многу штета, тој дискурс, ама тоа е реалноста.
застапи, например, професор Денко Малески, кој, ете со кого за немаме сите исти мислења, се разбира. Меѓутоа, и сега тој денови пишува баш на оваа тема, вака, како што зборуваме, а овие од пропагандата на СНС па го дисциплинираат, ми кажат немој така. Глупости невидени смешки. Ама тоа е навистина така. Значи, можно е да видиме и во мултиполарниот свет, меѓу 4-5 големи сили, да видиме некаква равнотежа воспоставена, некаков договор кој ќе функционира, но за да функционира таков договор, се делат сфери на интереси и секој во својата сфера на интерес прави што сака. Во принцип прават мали војни. Ние кога беше најдобро имавме војни. Имавме Афганистан, имавме Ирак, имавме Иран, имавме Египет, имавме токму војни. Прокси војни што ги кажуваш секогаш. Колку сакаш ова, оти воено-индустријскиот комплекс мора да работи, мора да се вакаат пари, мора да се перат петродолари и така натаму. Тоа е the name of the game, тоа е името на играта. Тажно е дека е тоа така, но барем планетата генерално не беше под ризик во еден долг период да речат сега ќе опали некој тоа копчето и завршува приказнава. Мислам дека разумните луѓе заради своите интереси, кои се брутални, кои се себични така таму, ќе одлучат да не погинат, нели, да не биде иде Дунав, нели? Ама ќе има војни, ќе страдаат и тука е умешноста на малите, на нејаките, на држави како нашава, да бидеме во на некои координати, во некое друштво, во некои процеси кои ќе ни овозможат да ние имаме добра иднина, а не да бидеме како Газа, например. Дел од некој конфликт. Страшно, не дај Боже. Страшно, не дај Боже. Така. Да се надеваме, да бидеме оптимисти. Бранко, поминаа 70 минути вака во еден здив. Со тебе и многу ми е криво што толку отплика ни е и големината на емисијата, но тоа не значи дека повторно нема. Ја дрдорам многу, се извинувам, сум екстензивен понекогаш. Не, беше одлично, ми беше многу драго што еве конечно си ми гостин во емисија, иако нели 20 и нешто години јас кога се бавев со политика и вие со активно настои ден денеска често пати комунициравме не директно, туку драго ми беше индиректно. Ти посакувам пред се многу успех во твојата кариера, иако стигнуваш до години кога формално Македонија се оди во пензија, но тоа не важи за новинарите. Не треба да важи никогаш. Со годините битно сме бистри овде. Единствено што фондот за пензиско ќе треба да ги плаќа таквите новинари. Тоа е бенефит. Ете, фондот за пензиско е голем фактор на развојот на македонската култура. Тој плаќа новинари, плаќа писатели, плаќа сликари и така натаму. Тоа е најсериозно всушност како да кажеме, работодавец на тие што создаваат вредности во постарите години. Се сегувам на своја сметка малку на нашите тажни судбини поврзани со годините. Сите одиме натаму, ама тоа е добро, викаат во денешно време успех да стареш. Тоа стареш. Ти благодарам уште еднаш, Бранко, за ова гостување, ова прекрасно издание на емисијата. Вас, почитувани гледачи, се надевам дека ви овозможивме едно 70-минутно уживање во ова издание на Проверитас, платформа за борба на вистината. Не заборавајте да не гледате на сите социјални мрежи, исто така, нели, премиерно четврток, секогаш во 22 часот како што почнува, и останете на нашата програма. Ви благодарам. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.